Добро вечер. Министерството за образование и наука го закачи на ЕНЕР нацрт предлог законот за високо образование. Ете, после една декада скоро повторно тој предизвикува вистинска бура во академската заедница. Од намерите да биде модерен, да биде квалитетен и ефикасен образовен систем, стравувањето на академската заедница се повеќе целат кон другите, можеби, последици. Дека тој има една димензија на отворен атак кон автономијата на универзитетите. Дека има формулации кои длабоко допираат до прашањето на отворена дискриминација. Дека некои формулации, особено оние за јавниот интерес и кој може да се занимава со така наречените регулирани професии, всушност се занимава индиректно со прашањето на сопственоста наспроти јавниот интерес, а не квалитетот на студиските програми кои без оглед на каква универзитет се изведуваат, би требало да бидат единствениот фактор што ќе определи кој всушност ќе се занимава со таквите студиски програми. Може би сосема намерно во преден план за да биде ефективна одбраната дека ќе се стави крај со јавашлукот, неодговорноста и отсуството за било каква акција на универзитетските аули од оние кои што веќе ги добиле титулите. Законот во преден план се брани со тоа што ќе стави точка на отсуството на било каква научна научно-истражувачка дејност на професорите, ставајќи ги во една динамична рамка за издавање трудови, цитирање, импакт фактори и што уште не. Се разбира, кога се погледне текот на законот, повеќе од јасно е како тој да се однесува на институции кои треба да се занимаваат исклучиво со наука. Ова е можеби најважната допирна точка која би требала да ги интересира и оние кои што ќе ги испратат своите деца на студирање на универзитет. Оти, професори ставени на лентата, да ги задоволат условите за своето кариерно напредување, без никаков опис или важност на другиот апликативен и оној функционален во наставата пристап на професорите, кој очигледно во оваа трка ќе биде занемарен, го поставува вистинското прашање што всушност се крие зад оваа понуда и дали таа е големата димна замеса која треба да ги сокрие другите прилично пенетрирачки механизми во кои владата за себе обезбедува прилично учество во скоро сите тела, а тоа министерката го оправдува со едноставната реченица: ние ги даваме парите, имаме право на контрола и да ја бараме отчетноста. Последната изјава на министерката е дека нема да се повлече од законот, бидејќи тој е за доброто на сите, со една чудна оценка дека тој всушност од 2018 година, како што го нарекува законот на Рената Десковска, е тој што ја создал целата хаварија. Зошто обсесија за репутацијата? Зошто на прво место е прашањето дали ќе се вратиме на Шангајската листа или не. Таа е поврзана со трудовите и цитирањето. Меѓутоа, во домашниот контекст на прилично скромно издвојување за научно-истражувачка дејност, за слаби алки и можност за учество во сериозни меѓународни проекти. Тоа станува големата замка и внимавајте, не за редовните професори во овој момент, не за воредните професори кои во последно избирање за редовен професор ќе ги користат погодностите на законот дека во првото следно избирање не важат правилата од овој закон и полека се сведуваме на една мала група која во овој момент веројатно е тивкиот глас кој не може да се избори за себе доколку академската заедница цврсто не застане дека тоа е големата сеча на новиот кадар или подмладок на универзитетите кој треба да донесе нов воздух, модерност и настава која ќе овозможи квалитетно образование. Горе-долу, ова што сега е напишано во законот, би требало да ги тангира во овој момент асистентите и оние кои допрва ќе ја почнуваат намерата за академска кариера. Што е што овој закон и дали сите меѓусебно разменуваат прилично жестоки зборови кои помалку не подсетуваат на едно старо време кога се родија и студентскиот и професорскиот пленум. Вечер разговарам со моите гости. Професор Ненад Марковиќ, правен факултет Скопје, добро вечер. И
професор Маја Стевановиќ, добро вечер и за вас, двојно својство и Факултет за драмски уметности УКИМ и синдикат, независниот академски синдикат, кој во оваа фаза ги слобира скоро сите забелешки од членките, кои во фазата додека се уште е отворена енербазата ќе ги достави забелешките. Јас се предлагам да направиме првата пауза за реклами, па да тргнеме целосно во нашата дебата. Професор Марковиќ, како високото образование да стане стабилна и одржлива основа за развој на модерен и конкурентен високообразовен систем? Сега користам една прилично стерилна и сплакната формулација, која најчесто е доволна кога решавате да тргнете во мојот мандат и јас ќе донесам закон за високо образование. Слушајќи ги споредбите во овој период за штетите од тој непоправливите штети на тој од 2018 година, нема никакво навраќање на тој претходниот кој посеа Потемкинови села во кои секаде како се вели беа дисперзирани студии, нови универзитети. Стриктно се врзува дека штетите од 2018 кои ги отвориле вратите за напредување во звања се всушност клучниот момент кон кој сега треба да се реферираат и на тој начин низ академскиот кадар да се поправи квалитетот на наставата и најважната обсесија да се вратиме на Шангајската листа како некакво референтно признание дека сме добри. Што во таа зададена задача за вас во предлог законот за високо образование погрешна патека или во самата зададена формула се погрешни цели? Ке беше подобро да ме прашате што се вистински цели. Така ќе имав помалку за зборување. Прилично се проблематични поголем дел од одредбите на законот и ако ме прашувате како да го постигнеме да постигнеме подобрување во сферата на образованието инкрементално да ги подобруваме работите, то одговорот е токму во прашањето. Можеме инкрементално да го направиме. Проблемот на нашиот пристап во сите сфери е таа една, би рекол, револуционерност од која патиме константно, која политичарите многу ја сакаат и кон која им е многу онака секси заради тоа што велат дека кога ќе донесат некој закон све ќе решат. Тој што мисли дека оно што се расипувало 30 години, најчесто преку неуспешната либерализација на нашето високо образование и ред други работи, од кои законот претходниот е многу мал дел и воопшто не мислам дека беше дел од проблемот, сега ќе треба да го поправиме 50 и нема да го поправиме со еден закон, посебно не со ваков закон кој мене ми личи дека придонесува кон таа атмосфера кој личи на пијан човек кој се удира од зид во зид константно. Одимат некои крајно либерални решенија, во крајно рестриктивни, во крајно либерални, во крајно рестриктивни и се удираме од еден во друг зид. Дали ова некаква формула во која индиректно си ја перат совеста во ВМРО-вската палата дека тоа што во претходната декада го направи ВМРО на Груевски, ние сега ќе го прибереме во еден сосема, како се вели, дрп концепт и од една либералност на малите провинцијски градови кои ќе добијат и правен факултет и архитектура, повелете било што се е тука. Сега ова ќе го стегнеме овде со една прилично силна регулатива која дава овластувања на државните органи без могу на универзитетот утре да се разбудите и да ви речат некако одлучивме дека нема смисла и мајка Тереза да биде универзитет и ќе ги припоиме. Сега претерувам во заклучокот, меѓутоа просторот во кој би биле евентуално прашање е некаква консултантска позиција и тоа е веројатно прилично доминантната позиција на државата. Зборуваме не само за овој закон, и за претходните. Има еден феномен кој се протега многу подолго време. Убаво би било и да испитам до кога, веројатно се протега барем 20 години. А тоа е фактот дека повторно и во овој закон, делумно и во претходниот, тргаме од тоа дека државата све треба да хиперрегулира. И тука ја правиме фундаменталната грешка. Мајката држава која да биде се присутна и која треба апсолутно секој аспект да каже како ќе биде, до степен кај што државата ни утврдува критериуми, амблок за сите, one size fits all модел, во сите можни професии, што е апсурд и што е бескрајно глупаво. Заради тоа што некои датабази, некои списани одговараат за едни професии или за еден дел од академската заедница, некои други за други.
Овака како што е направен, мене ме потсеќа дека не можеме никако да се ослободиме од тоа комунистичко наследство, да не речам, да не го употребам пежоративниот термин комуњарско наследство, на се присутната држава која треба нас да не нахрани, која е мајка и која треба све да ни каже како ќе функционира. Тој пристап нема врска. Тој пристап е погрешен и тој пристап само води до хиперрегулација која на крајот нема да го дае посакуваниот резултат. Мешањето и доминацијата во секој можен орган кој е предвиден во законот на државата и незините избраници пулени како сакате од не знам како се вика советот, националниот совет, универзитетскиот совет, можноста да влијае во одборот за доверба, кажуване на комплетна етатизација на целиот процес, не дека се сите решенија од овој закон, не се, да бидеме тука честни, да бидеме да не биде дека лично сега ад хоминем ја водиме дебатата кон некои инструменти се превземени од стариот, логиката на таа етатизација на државата која се регулира и ништо не им е оставено на универзитетите, особено на факултетите, катедрите, како год да регулираат што се критериуми, кои се релевантни списанија и така натаму, е пристап на таа омнипотентна и омнипрезентна држава која нас сега ќе ни донесе закон и ние све ќе решиме. Нашата наивност дека работите се решаваат со закон, мене ми е ступидна, ама еве тука сме кај што сме. Ќе ми дозволите ли да го вратам разговорот уште понасад? Значи, еден закон по друг закон по трет закон и така натаму, и постојано се зборува дека квалитетот на високото образование не е добар и законот не го дал очекуваниот ефект. Ми се чини дека политичките структури кои ќе влезат во креирање политики во смисла на полиси имаат методолошки проблем. Никој никогаш не кажал во што е проблемот за да се каже дека високото образование во Македонија не е квалитетно. Па да видиме кои се сегментите на неквалитетност и тука да се смислуваат решенија. Туку се генерализира. И она што се зборува постојано, а низ медиумите веројатно е наједноставно, најзвучно, не знам, се провлекува постојано, е квалитетот на високото образование, однос се поистоветува, еквиваленција се става меѓу квалитет на високо образование и местото на некој си универзитет на Шангајска листа. За нашите гледачи мислам дека мора да објасниме дека високото образование не е исто што и научно-истражувачка дејност. Тоа е неразделен дел се. Ама научното истражување не е се од високото образование. Но никој генерации наназад не зборува за исклучително важните аспекти од високото образование, а тоа е квалитетна настава. Што се подразбира квалитетна настава? Од нови наставни методи, до подршка на студенти, до работа професор со студент, односно мали групи, до услови во кои што студентите работат, до материјални средства за реализација на студиските програми, пристап до литература, пристап до бази, студентски стандард исто така, домовите во кои што се тие сместени. Никој за тоа не зборува. А знаете зошто? Затоа што ако се отворат овие прашања, ќе се увиди дека нашата држава не си го финансира она што му го должи на својот граѓанин, односно на своите граѓани студенти. И ако мене ме прашат, и клучното, се извинувам, откако е либерализиран системот 90-тите години, немање систем за осигурување квалитет. Ако мене ме прашате, значи, ова е она на што треба државата да работи, ама за тоа треба средства. Сега, бидејќи државата... Овие елементи кои вие ги напоменавте предмногу, се всушност инвестициски најважното обкружување за модел во високото образование, кој всушност како во законот како софтверско решение може да ги добива апдейтите од новото време, ако вие посветите доволно внимание, ги проверував дури во соседството, да речеме сумите кои се издвојуваат за наука, за истражувачка дејност, некои од нашите во поранешната Југославија земји кои се веќе членки на Европска унија ги користат како домашни најголемиот дел од важните програми за истражување и тоа за нив ја прави одличната база во која може да бидат едно и друго. Но ако ние зборуваме за последиците кон студентите, во овој закон не може да се препознае на ниеден начин балансот во кој се важни во изборот за повисоките звања најважните карактеристики кои всушност еден наставник треба да ги има. Овој закон треба да има наслов Закон за научно-истражувачка дејност. Во овој закон
Не постои образование, не постои настава во овој закон. Не се споменува скоро. Молам? Скоро не се не споменува. Не се споменува едноставно. Тоа е тоа. И тоа е тој мајндсет кој што постои и кој што едноставно веќе е натурализиран. Високо образование, еднакво Шангајска листа, еднакво наука. Неодвоиви се повторува. Но во светот исто така треба да им кажеме на нашите гледачи дека постојат универзитети кои што се претежно истражувачки и универзитети кои што се претежно наставни. Америка, кај што вредноста се вреднува со пари, така? Вие имате медицински студии, кои што се исклучително скапи на они универзитети истражувачки што се први на Шангајска листа, но имате исто така скапи и уште поскапи студии по медицина на универзитети кои не се бават со истражувачка дејност, туку со наставна, кои што на своите студенти им обезбедуваат добра обука, добри предавања, вештини стекнување и така натаму и така натаму. И сега ние, по примерот на жабата, што видела дека коњите се коваат, сега ние Шангајска листа, научно истражување, апсолутно дека треба, да. Но така постави Web of Science и така натаму. Со кои услови? Со кој процент во релативна бројка? 0,26 е македонскиот процент на издвојување од буџетот за наставно-истражувачка дејност. 2 до 3% се издвојувањата во европските земји, а дури во апсолутна бројка во износ на пари, кои се тие разлики во суми, апсурдно е да се зборува за таа разлика. И сега ние треба да се надпреваруваме со универзитети, да речеме, од една Германија, со таа сума државно издвојување плюс структурните европски фондови до кои што имаат пристап. А ние немаме. Оно што сакам да ве прашам, прво сакам да речам дека слободно сум речам, вас скоро ништо, вас лично, не ве тангира од ова законско решение. Вие сте во статусот на како се вели, траен статус на редовен професор, законот не важи ретроактивно и вие би требале сега ова да го наблюдувате, као ова мене не ме интересира. Од прилика во еден опис, како што тврдат дека сите бркаат да стигнат до статусот на редовен професор и потоа скоро се откажува во така наречената важна мисија или нивна дејност на факултетот. Не велам дека нема такви случаи, но она што сакам како поважно да ве прашам, линијата на која се поставува еден човек кој решава да биде посветен на академската кариера и е сега во статусот на абсолвент, на асистент. Овој закон е толку неправеден, бидејќи ако пресметаме скоро за да ги заврши сите етапи кои ги опишува законот што се неопходни, а кои треба да рефлектираат со квалитет на образованието, може само рефлектираат со некаквиот негов личен квалитет и на парче некакви интереси, тоа не го прави секако подобар професор во целина. Тој би требало да помине повеќе од 20 години во оваа долга постапка до статусот редовен професор, кој после 7 години го потврдува својот мандат. Ние безмалку зборуваме за долга одисеја во која тој ќе стигне до некаквата своја 50-та година во овој напор и трка. Помалку студенти, помалку време за модернизација на наставата, затоа што ме притиска обврската уште еден труд, уште 3 цитирања, уште не знам што, при што условот за цитирања е поврзан со тоа дали Ненад Марковиќ сака да го цитира еди кој си, а тој еди кој си ќе ги трпи последиците затоа што Ненад Марковиќ можеби нема длучи да го цитира. И тоа е сега тој затворен круг кој што ги држи луѓето помалку во интерес за настава или нивната важна мисија, кој што би бил сигурно собирач на се што е ново за да донесе повеќе извори во своето предавање на студиската програма, кој што ќе биде доволно концентриран, посветен, занимлив, постаро како што велиме, има разлики. Гордана Силјановска како професор го полнеше амфитеатарот. Значи студентите знаат да препознаат што е тоа важно кај наставникот што успеа да задржи внимание. Дали вака создаваме
потполно дефокусирани луѓе кои ако се одлучиле за академската кариера, всушност имаат една тешка патека на задоволување на услови кои се од научно-истражувачката сфера. Прва работа, како што пред 10 години за мене се бореа, кога јас не бев редовен професор или пежоративно наречено бела мечка, се бореа Силјановска, Фрчковски, Десковска и други луѓе, не знам, Колозова и така натаму. Им благодарам на сите што се заложија тогаш да не се донесе еден прилично ригорозен и неправеден закон. Така, мислам дека вреди барем во некој такво мини сценарио да се бориме и ние за помладите колеги, независно дали ова не тангира или не, бидејќи се работи сепак за наша куќа и се работи за наша автономија, која со овој закон се нарушува по повеќе точки. Ние ќе останеме без подмладок, посебно во некои дисциплини. Зошто? Јас го поставив овој пред министерката. Зошто некој млад човек, кога ќе види дека ние имаме критериуми за напредување во доцент, во вонреден, во редовен, па реизбор во редовен, што заедно трае некои, не знам колку години, пресметете меѓу сите 3 има 5 и последната е 7, не би бркал кариера во Левен, на UCL, на LSE, не знам, на некој друг престижен универзитет во Европа или некој од регионални, кога има пониски критериуми да задоволи, а условите за работа му се подобри, одвојувањата на државата за наука се многу повисоки, само заради споредба Колумбија универзитетот имаше пред 8 до 10 години, верувам дека ситуацијата не е променета, буџет еднаков на Република Македонија. Исто колку што беше нашиот буџет, беше буџетот само на еден универзитет на Менхетан, на еден. Ајде да го оставиме тоа на страна, да тргнеме од претпоставката од која веројатно се тргнало во пишувањето на овој закон, дека сме ние сите мрзливи, дека нас не бива, посебно ние општествените науки сме паразити, талок, како сакате, не знам, бирајте зборови, пошто тоа ни го кажуваат. Помалку е законот и одмазда на природњаците, да не се лажем, имало од секојаш тензија и непријатни односи, тие го полнат Web of Science, ние не толку, вие сте мрзливи. Меѓутоа, она што ќе се случи посебно во општествените науки, ние ќе останеме без подмладок заради тоа што вие да предвидите дека докторант мора да објави 2 труда во Web of Science за да одбрани докторска дисертација е апсолутно нереално во нашите дисциплини. Ако е тоа реално во математика, ако е реално во, не знам, географија, ако е реално во хемија, во политички науки, во право особено, ајде политички науки постојат некакви шанси да го направите тоа. Во право и во други општествени науки, дел од хуманистичките науки апсолутно нереално. Затоа велам, one size fits all или вакви решенија кои амблок решаваат за сите професии еднакво, апсолутно не водат до ништо. Ова не води никаде. Јас да сум млад човек кога ќе ги видам овие критериуми, ќе речам зошто да седам овде, да државата да ми одвојува 0,000 не знам колку за наука и образование, и плюс да исполнувам критериуми кои се апсолутно нереални во некои сегменти, во некои дисциплини, ќе си ги спакувам коферите и ќе си заменам. Законот е измислен за да стимулира brain drain. Измислен да стимулира brain drain. Зашто и тие 20-30% што ќе останат кои ќе бидат објект на овој закон, условно кажано, инаку доста паметно од 2014-15 се научи, тргни ги студентите за да не се бунат, па заборај го државниот испит. Не ги речка редовните професори, вети им дека ништо нема да им направиш, за и они да не се бунат и тотално пасивизираја јавноста на тој начин. И тоа мислам дека прилично успева. Ќе доведе до тоа да апсолутно не гледам што би била стимулацијата за еден млад човек да остане во Македонија да се бави под овакви услови со наука. Ја мислам дека законот е направен одлично за brain drain да стимулира во високото образование и мислам дека ако се донесе, јас колку што гледам министерката е прилично детерминирана, мислам дека тоа ќе го видиме за неколку години, кога можеби ќе биде предосно да кукаме. Ама добро, мислам, понекогаш садистички посакувам да се случи, за да можеш на луѓето утре да им кажеш, да се водиш од оние ниски емоции и страсти, да им кажеш ви кажав. Ама тоа е прилично лошо за сите нас. Убаво е за мене. Не сакам да дополнам само во оваа насока. За некоја година, не за некоја година професора, за неколку месеци по донесувањето на законот. 20% асистенти кои што во последниве 5, 6, 7, 8 години најпосле беа примани на УКИМ, ќе останат без работа. Затоа што се тоа луѓе кои што на крај паметно им паѓало дека ќе имаат вакви услови за избор во звањето доцент, за разлика од избраните доценти и вонредни, тие немаат грейс период до следниот избор, па понатаму по овие услови, туку за нив условите ќе почнат да важат ден од излегувањето на законот во службен весник. За асистентите. За асистентите, да. Така. И оние на кои што изборот им се распишува
ден после тоа, веќе ќе мора да ги исполнат овие услови Да. кои што претходно ги немал. Моето чувство е, brain drainот апсолутно се согласувам, моето чувство е дека треба, некој посакува да направи чистка меѓу асистентите, вработени последниве години, за да ослободи место, не За знам. некој друг. За некој друг. Тоа е моето чувство. Апсолутно неправедна одредба. Не може, едноставно, не може да не се буните за нешто такво. За едните да важи одложување, а за најмладите, за најранливите, да не важи одложување воопшто. Да, сега не знам дали гледачите сосема не разбираат во одредбата дека овие услови нема да важат при изборот во првото звање после ова. Тоа значи дека за доцентите и воредните професори всушност ќе биде олеснувачки за разлика од асистентите кои ќе го поснат овој пеколен круг за кој се обидувам да пресметам дека веројатно би траел некаде околу 20 години со никакви назнаки. При тоа луѓето не разбираат дека треба да си го платите својот докторат. Главно ги плаќате овие трудови. Овдека е една заблуда како тоа, не знам, американската влада дека го создава концептот. Тоа се приватни бази. Па не е лошо и да им кажеме на гледачите дека објавување труд во Web of Science само за уредување на трудот се плаќа од 2 до 3.000 евра. Може да достигне 2-3.000 евра. 2-3.000 евра може да достигне. Што значи дека дополнителните услови може да стават повеќе отколку самата уплата за школарината за докторат. Што почнува да личи дека академската титула помалку ќе биде поврзана со било кој аспект важен зошто ви треба, статусно, ама најдиректно ќе биде поврзана со вашиот имотен статус. Што би се рекло? Тој што има пари може да стане професор, тој што нема пари нека си бара работа некаде другде. Тоа индиректно можеби не се чита од ова, меѓутоа може да биде последица. Апсолутно може да биде последица. Инаку за оно што професорката Преска го кажа, кај нас јас ако убаво читам, што била интенцијата на законите наназад? Факултетите требале да бидат наставни единици, институтите требале да бидат истражувачки единици. Тоа разликување кај нас никош не се направи. Тогаш зошто постојат факултети и институти? Која е разликата? ИСПП е Институт за национална историја, за македонска книжевност и литература и така натаму. Сите некои се во состав, некои имаат прилично чудна позиција во однос на УКИМ. Се тргам од мојот универзитет. Зошто тогаш има разликување? Ние не се навративме кон оригиналната идеја зашто има факултети, зашто има институти. Институтите се истражувачки, факултетите се наставни. Не може на едните и другите да им барате изброј на трудови и амблок да ги третирате сите исто, заради тоа што природата на двете организации треба да биде различна. Ајде да речеме дека тоа со време се изгубило, не е вина сигурно ниту на оваа министерка, ниту на оваа влада, меѓутоа дајте да се вратиме кон тој концепт, да имаме истражувачки дел, за кој може би овој закон поригорозно. Логиката на нештата, кон смислата на она што се прави. Затоа велам проблемот е што не се дефинира проблемот, за да може да се гради полиси, за да може да се донесе закон врз основа на некаква си политика. Еден мој пријател, многу често кога дебатираме, и јас нудам решенија разноразни на различни теми, ми вели: "Добро бе, жено, што ти сакаш?" Многу често не знам да му одговорам. На темата какво високо образование и еден куп други општествени јавни сектори. Ние не знаеме да одговориме на прашањето, не со на министерката зашто е женска. Еве мене да ми го поставите: "Добро бе, жено, што ти сакаш?" Ајде да видиме. Имаме ли ние пари, ресурси, не само финансии, кадровски во Македонија, нашите универзитети да бидат јаки истражувачки центри? Имаме ли стопанство кој што тоа ќе го поддржи? Можеби не е најсоодветен во овој момент, но фрла некаква слика. Во расходната страна на хрватскиот буџет, кој е тежок 46 милиарди, од кои близу 10 милиарди се директни кохезиски фондови, зашто се членка на Европска унија, која го брка просекот на Европската унија, по тој основ ги добива парите. Занимливо е дека на расходната страна, во важната пита кој ги дели големите пари или кој е на сметка на државата, нормално е прво образованието, полицијата и третата позиција во таа голема пита е науката. Секако во бројките и во математиките на една држава ќе видите од каде некои нешта почнуваат некаде да се средуваат. А сега ова изгледаат како
приказни видел некој некаде и се обидел да Тоа е коњот и жабата, тоа е прилика. И се обидел да искомбинира, иако сега има чудни решенија и веројатно за вас можеби најзанимливо, вие сте на државен јавен универзитет. Звучи дека никој нема да ги брани они кои што се конкуренција, а никој смета дека и вие претенциозно ќе речете, па добро, и така и вака не ни требаат, ако ги сроза комплетно овој закон, нека ги сроза, има прилично дискриминирачки и апсолутно неисти услови во рамките на овој закон, кој во целина, кога го погледнеш, како да врви од принципи на недоверба, на некакви улези во процесот на кој во финансиска смисла им се бара 100% финансиска гаранција, во некакви исклучувања од правилата во смисла на тоа какви студиски програми смеат да имаат или не, доаѓаме до така нареченото прашање за јавниот интерес, кој е сега во малку поголема димензија го отвара прашањето кој тоа претенциозно за себе прогласува дека ако нешто се случува на државниот универзитет, најсамо по себе е остварување на јавниот интерес. Оти овде зборуваме за судир на терминот јавен интерес наспроти капиталот кој што стои зад високообразовната институција. Во смисла на сите други проверки и стигнување до дозволите, тие подпаѓаат под исти регулатори, исти тела, исти обврски за контролата на квалитетот. Зошто тогаш не би можеле тие да имаат архитектура, медицина, право, по која логика, право е специјално професија од јавен интерес или така наречена регулирана професија. Вие можете за тие професии да го подигнете критериумот. Јас се консултирав со колегите правници затоа што бев чудоневиден дека вие директно им браните. Вие не можете директно да им браните, тоа ќе ви падне на уставен 100%. Тоа ви паѓа на уставен 100%. Не можете директно да им забраните. Има презенесувано за прашањето на не можете да им интерес. забраните. Друга е ќе се навратам на прашањето на либерализација што го зачнавме преска, иако не е овој закон толку корелиран со тоа, меѓутоа контекстот е важен. Значи, ако сте го направиле детето, думкајте го сега. 30 години либерализиравме високо образование. Кога беше доминацијата на УКИМ, не беше добро, во ред, се согласувам. Премногу се ушушкавме у таа некоја сигурност, у таа некој недостаток на конкуренција и така натаму, и тоа не направи мрзливи, тоа не направи можеби и брутални малце и невоспитани и така натаму, но симулирањето конкуренција ве направи пропулзивни по принципот повелете и кај нас лесно се дипломира. Сега ќе ги спуштиме ние критериумите затоа што студентите тргаат од позиција, па ти ако не ме пуштиш ќе идам ја на приватен да завршам, што мене директно ми се има случај. Секако кога либерализацијата не беше проследена со механизми за контрола на квалитет. Извинете, професорке. Тоа истата екипица која сега го пише овој закон и вика, еј супер е законот кој седа по матични комисии да ги формираат тие приватни универзитети. Кои по потреба кажуваат што е добро, што не е добро, во зависност од контекстот историски во кој се наоѓаат. Сите тие што седа по матични комисии кои ги правеа тие приватни универзитети, кои отидовме у хиперлиберализација, се истата екипица што вика на министерката, браво бе министерке, супер ви е законот. Ја се велам дека тоа е приговор на совеста е овој текст. Приговор на совеста е, тоа е. И сега како ќе ги решиме? Ќе ги решиме со закон. Како директно ќе им забраниме одредени професии? Ви паѓа на уставен. Ви паѓа апсолутно. Ако има 3 грама памет некој од тие уставни суди, тоа паѓа на уставен. Заради тоа што вие можете, го проверив, специфично вам интересираш. Вие можете преку критериуми да ги подигнете критериумите за тие професии затоа што сакате поголем квалитет. Не можете никому директно да забраните. Последна земја која тоа се обиде и се откаже е Грција. Само да знаете. Се обиде тоа да го направи, се откаже баш заради тоа што не беше правнички издржано, правно не беше издржано како што треба. А знаете што, веќе во следниот член, ако дефинирате дека само на државно јавен интерес регулирани професии, одеднаш велите, но во звањата можат да се избират тие што ги исполнуваат критериумите, а да речеме доаѓаат од приватното здравство. И нема да засниваат работен однос. Нема член во кој можеме да разбереме дали останува така нареченото звање или избор за насловен... Насловен мислам дека не. Насловен професор. Сега, нема. позицијата за насловен професор, која припаѓаше на оние, како се вели, кои не засниваат работен однос на универзитетот, сега се изместува во
ја зимаме студиската програма назад, само на државен универзитет, но ќе има пенетрација кон тоа безработен однос на некој што го остварува во својата работа јавниот интерес, бидејќи кога ќе добиете дозвола или лиценца за здравствена установа, ви исто така остварувате дејност од јавен интерес. И сега, тој тип на во еден член е вака, во друг член е вака, нели ви личи како прилично правничка култура, како овој текст да е поделен на 3 различни групи кои пишувале ти до таа страница, ти до таа страница, ти до страница, и бидејќи кога во целина ќе се погледне како да нема комуникацијски истата линија. Да, кохерентност. Првата група пишувала се за автономијата на универзитетот, одбраната. Друго е. Кај нас еден колега многу цинички на научно-наставниот совет на правниот факултет кај што го расправавме законот, не е тоа моја констатација, меѓутоа е исправна, и го нарече законот желботека. Овде ставал на кој што му требало и кој што сакал. Се собрала една фина екипица и рекле мене ми треба ово, ја треба детето да си го работам онде, тргнете непотизам од законот, стајте дека може со преземање 2 универзитета да се договорат 2 единици на кадар, па да видиме тука што може да направиме твое дете и така натаму. Таа интенција се гледа од авиону законот. Таа интенција се гледа во авион. Има еден куп други одредби каде што дел од моите колеги кои би им оставил со праведен речник малце подобро од мене тоа да го објаснат, јасно го нарекува законот желботека во која се вградени специјални интереси кои се видливи. Нормално ако законот се донесе во оваа форма и не се прифатат амандманите, условно да кажем, кои доаѓаат од единиците на не само НУКИМ, него и на другите универзитети, каде што отпорот е веројатно многу поголем, заради тоа што ја се уште не сретнав ни еден професор, не знам кои биле тие 60 во работната група што рекле супер законот, меѓутоа не сретнав ниту еден професор кој мене ми рече леле одличен е законов, дај да го донесеме. Познавам 0 такви луѓе. Ке си дозволам слобода за една малку, да речеме, недозволена интерпретација. Во таа прва декада на Груевски, перцепцијата кон силата на овие државните универзитети беше левичарски легла. Што да направиме да осигураме пенетрација во која соодносот на силите малку ќе се менува. Потоа тоа продолжи со прилично лобистички напори по список, овој, како да влезат, се наоѓаат тесни грла на факултетите, предпоставам ги знаете тие епизоди кога во факултетските ходници веќе се зборува за кого се притиска во решението, за тоа најчесто стои политичката елита која сака етаблирање на универзитетот. Сега како ова да е крај со тие зад сцената напори, велат, ама зошто би се занимавале со тоа, дајте фино леко да го ставиме во закон. Апсолутно. Видете, со години бараме да нема потреба од барање согласност за вработување на место за кое се обезбедени средства, веќе ги имаме во буџетот. Проста репродукција, да. Проста репродукција, да. Кога отишол во пензија, некој дала отказ и така натаму и така натаму. Тоа не се дозволува. Не се дозволува затоа што тоа е алатката за вршење на партиски притисок за вработување луѓе на факултетите. Па постојат познатите пакети. Имате потреба од професори, ви одат во пензија, не можете да реализирате студиска програма или од административен кадар. Не ви даваат согласности, без разлика што имате потреба и сте имале средства. Ама ќе ви дадат ако во пакетот ставите некои нивни. Тоа се познатите пакети. Тоа е едно. До сега пакети се правеа. Затоа што, како да ви кажам, нема да ви функционира институцијата ако не го прифатите тој непристоен преглед или уцена. Нема да добиете ништо. Нивни, не мислите само на оваа политичка елита. Нивни, тоа е да ви кажам, да не биде дека да ви кажам дека јас можам да именувам министерка, затоа што бев во раководните, бев проректор за настава во тоа време, еве јас ќе именувам тука министерката Мила Царовска, со која што бевме со деканката, кажавме кои ни се потребите, добивме согласности, без идеја дека може она тука нешто да побера, некој да влезе. Ова го кажувам јавно, сум била присутна. И сакам да го кажам. Одиме понатаму. Значи, сега веќе со едно решение таму, нема да има потреба ни од пакети. Имаат ставено еден член, во кој што пишува дека на предлог на министерот, основачот, односно собранието за јавните, одлучува за статусни промени на факултетите. Тоа значи да ги раздели, да ги спои и универзитетите исто така. Од дента кога ќе се донесе законот, нема веќе да има ни пакети, туку ќе има телефон во кој што ќе се каже или ќе го примите тој и тој,
Или факултетот нема да ви го има. Една катедра ќе оди ваму, една таму, ќе се Ќе спои, го ќе се расформираме, раздвои, ќе така има натаму. Јас не сакам да кажам дека оваа министерка тоа ќе го прави. Но ова е наполнет пиштол. Министерката е сигурно свесна. можноста за секој нареден министер стои. Не се прави за Така е. за нејза. Тоа се да речеме, Стои таа тоа се да можност. речеме екстремни претпоставки, но јас сакам да се вратам на така како што треба да ја читаме идејата. Па. Зошто универзитетот би ги немало властувањата, дали се спојува, раздружува од XY тоа е. причини, Тоа е. а Министерството кон тоа или основачот собранието кон тоа да биде Благонак. наблюдувач, туку мора да ги земе за себе, би се рекло безмалку од зад грб проценките, дали ни се многу 6 универзитети, да пробаме да ги споиме овие со овие. Вие буквално можете да се разбудите на факултетот на катедрата утре дека дошол некој колега од ГДУ, сакал, пишува таму во законот дека Мимо цел научно наставен Со совет. преземање, со да. консултација, со Да. превземање, Меѓу двете институции. што создава безмалку дека тој што го избирате за декан, целиот колектив и заедницата. Има некакви заеднички цели, напросто се избираат од XY причини затоа што поминале толку време заедно од напредувањето на некаков професор. Имаат право да избираат кој и каков Имено. колектив се. Имено. Вие создавате потенцијал, се согласувам. Може би нема министерката да го прави. Ние ова што го збориме. Нема, зошто Мораме нема, да размислуваме нема. о песимистички термини, Така зашто да. нас се што било употребено, било и злоупотребено. Нема да се случи во нашата практика да нешто што се донело не се злоупотреби. И ако некој види шанси, тоа воопшто не мора да биде оваа политичка елита. Да сум јас министер, Да не биде јас би дека ние се одбила таков пресметуваме член. се. Апсолутно. Јас би Да одбила. сум апсолутно да е човек извршен на власт треба да рече луѓе, знаете ли ова што каква можност му оставате на наредниот? Вие знаете ли што значи? Вие да газите без потрање, да бидете демонстратор, па помлад асистент, па доцент, па не знам што и да стигнете до одреден степен на академски развој и да се разбудите што велите со некој колега кој само посакал, имал доволно партиски врски и му рекле: "Добро, нема гајле, од утре ти си на Јустинијан, на ФДУ, каде год." Знаете каква фрустрација тоа создава кај луѓе кои морале цел да го изодат цел тој пат за да стигнат до таму. Затоа што така имаме привилегирани и подпривилегирани очигледно. Некој ќе мора од своја, не знам, 18, 20, 25 година да се мачи цел живот за да стигне, што рековме 20 на години да помине, а некој затоа што бил избран од друга и му се кефнало и имал врски у Изборуваме партијата за- на власт, ќе го стават утре на некоја катедра каде што колегите ќе го гледаат малку од косо, да не зборам дека таков човек никош нема да биде прифатен, мимо научно наставен совет, мимо све. Иначе целиот проблем на законот е суштина апсорбција на министерката и министерството, на многу ингеренции, на многу моќ и таа ететизација за која зборам, у која нас, као на мали инфантилни деца, ме потсеќа на оно од Рапанзел, Mother Knows Best песната, која треба нас да ни каже и да ни ја даде својата голема дојка, заради тоа што ние сме гладни, заради тоа што државата све треба да ни каже како да правиме. Грозен е тонот. Во тоа е проблемот, не само на овој закон. Јас знам дека се многу решенија преземени од претходно. Тоа да го адресираме, конечно. Нешто не го адресираме, ние идеме у тотално другата крајност. Државата да ни утврдува критериуми кои што утврдуваше у претходниот закон за напредување, али у претходниот закон беа либерални барем. Да. И да бидат исти за сите. Има ли Помогу. само- Савија на Ќе нас да процениме ќе одиме кои на се пауза за референдуми реклами, списани. ама веќе ми одговара во ова да го затвориме блокот. Ова е приказната за намерите кои не се чита директно од членот, ама може би се всушност вистинската мотивација за некои формулации кои буквално изгледаат неразумно ако целите се тие кои ги опишавме на почетокот, зошто волку пенетрација и присутност на државата внатре која се прогласува единствениот чувар на доброто во високото образование. Дали ви личи некој од формулациите кои што опишуваат услови за учество во меѓународни проекти, дека потекнуваат можеби од луѓе кои всушност никогаш не се пробале во таа приказна? Да речеме, 3 проекти е скоро невозможно да им бидат дадени во својство на носител, ако тоа е меѓународна програма, што би се рекло друг е финансиерот. Оти има повеќе ентитети кои би сакале да пристапат. Зошто во таа смисла, еве вие би требало да работите во некаков проект за потврда за вашето научен статус, кондиција и продукција, е важно во кој статус сте на проектот. Значи,
Дали вашата институција е носител на проектот, бидејќи тоа се некаквите сега одредници кои законот ги третира како важни? Дали сте прв автор? Неголемиот дел од поскапите меѓународни проекти всушност координаторот или носителот на проектот е тој што ја организира куќата или приказната или менаџерот на проектот, а не најважните делови кои ги изведуваат можеби истражувачките работи во проектот. Зошто на внаков начин трудот на нашите професори кои би учествувале во проекти, меѓутоа би ги немале овие значења: прв автор, институцијата носител. Има законот чуден ригорозен критериум дека се што сте направиле во смисла на трудовите пред да бидете дел од институцијата, едноставно не влегува во таа голема корпа на вреднување, а тоа е само затоа што вашиот предходен труд не влијае на реномето и рангирањето на институцијата која е обседната со рангирањето. Знаете што? Овде имаме судир меѓу академската заедница и бирократи. Бирократите сакаат мерливи работи. Шангајската листа е мерлива работа. Web of Science е мерлива работа, што е на Clarivate Analytics, приватна компанија која има своја приватна датабаза, која е квалитетна без друго. Воопшто не го спорам квалитетот на Web of Science. Но постојат и многу други кои се релевантни, како што е Scopus, како што е EBSCO и така натаму. Тоа е се избришано. И во тоа е суштината на тензијата која се јавува. Scopus сега Бирократото министерство сака мерливост. Тоа сака. И да рече, ние напредувавме толку. Нема Web of Science, дури 3 пати поише од ова да објавуваме да не мрдне многу нагоре, затоа што критериумите 6 или 7 кои се пред објавените трудови, како што се Нобеловци, апликативни проекти и така натаму, ние немаме капацитет, ни пари, ни човечки ресурси да ги исполниме. Затоа се залажуваме со некаква ситна, како да кажам, со некаква ситна приказна која апсолутно е провинциска, провинцијална, заради тоа што патим од некаков комплекс на нижа вредност, кој побогу ние сега мораме вака преку мерливи, ќе добиеме Оскар за странски филм ако го правиме за 5 години. Ние имавме кандидати за Оскар. Од ФДО, така? И никаде тоа не се мери, бидејќи уметничките остварувања не се мерат. Ние имавме документарецот Медена земја, беше кандидат за Оскар во 2 категории. И за игран филм и за документарен филм. Тоа не се мери на Шангајска листа, тоа никаде го нема. И во овој текст патем уметностите не се спомнуваат. Значи немате награда за уметник доколку има дела признаени и така натаму. Но оно што е има многу само важно, инженерски но оно што е многу важно, простете, ама јас морам да го спомнам. Не само од овој закон, и предходниот. Цело време се квантифицира, како што кажа професорот. Се брои. Да, за бирократот е важно да изброи колку другиот направил, ама не е важно да изброи колку тој самиот направил. И што нуди? За тоа да го бара. Но понатаму, никаде не се зборува за квалитет. Ние не влегуваме во вредносни, квалитативни проценки на работите. Па дури со ваквите решенија ни при избори рецензии за нашите колеги. Се претворивме во собирачи на поенчиња. Мислам дека веќе дури нема потреба да се прават рецензијски комисии. Дека тоа административец може да земе, да ги собере бројот трудови, бројот поени и да ја заврши работата. Немате веќе квалитативна проценка. Што сакам со тоа да кажам? Па чекайте, некој труд не е атрактивен. Едноставно тоа не е атрактивна тема за да биде многу цитиран, нема линкови, нема средства за да биде објавен во Web of Science и така натаму, а исклучително значен за нас. Ние домашната наука, особено во општествените и хуманистиката, со ова ги поништуваме. Тој труд, драгоцен, повторувам, па некој тоа треба да го вреднува, нема ни да му се брои како референтен труд на професорот за избор. И сега, каде е функцијата на универзитетот за општествена одговорност, која што е еден од елементите што влегуваат во квалитетот на високото образование? Го нема. Никаде го нема. Не се размислува на таа тема. И тоа е суштината на тој малограѓански пристап. Тоа е суштината, да. Правев малку, како се вели, споредба станува прилично лесно за изведување од заднина на така нареченото префрлање, раздвојување, припојување, но да речеме стануваат танталови маки, освен таа чудна формулација дека повремено можат да доаѓаат странски професори, отиако заседнат, не знам што би се случило. Нека доаѓаат цело време, никој не им брани ни се. Да, но формулацијата е дека
тие доаѓаат веројатно на некакви предавања, но кога би имало некој кој што би сакал да предава, води семестар, оценува тоа, законот исклучиво го Да, вие спомнавте нешто што е многу страшно, непостоењето на насловни доценти. Интенцијата веројатно е да се расчистат приватните, а гарантирам дека голем дел од јавните, и тоа на најголемите универзитети, нема да може да реализира студиска програма. Погледнете каков е системот. Министерство не ви дава согласности за вработување, дури ако веќе сте го имале тој буџет. Вие немате наставници, не можете да реализирате предметни програми, а истовремено не ви дава да ангажирате луѓе кои што дури кога би имале пари, а многу немаат, и кога би имале пари да ги платите, вие не можете да ги платите. И како да ви кажам, идејата е да ви се врзат рацете, нозете, не знам што е идејата. Добро дека ви донесат со директна спогодба со друга институција ако ви недостасуваат, кога они ќе кажат дека е адекватен. Правиме пауза за реклама. Професоре, денеска е ден на мајчиниот јазик. Имаше разноразни среќавања, меѓу другите председателката даде една важна порака колку секој од нас на секој начин треба да внимаваме, го чуваме сопствениот јазик, го напредуваме. И сега, кога ги прочитаме што сака да каже овој закон за високо образование, таа обсесија со рейтингот по дефиниција значи дека вие сте англофона приказна, бидејќи сигурно нема да ви објават на македонски јазик во Web of Science. А дека напорот да се има национален регистар на списанија, да се создаде дома една друга култура. Сега, кога ќе речете билтен на универзитетот, веројатно тоа се помалку било кој го интересира. Во една од колумните на професор од American College ми западна звучи дека се обидел да преброи во текстот колку пати се споменува влада, министери, за жал од оваа приказна на технологија која веројатно поважно отколку министерката ќе ги дефинира правилата на игра дури и во образованието, вели дека едва и неколку пати, но не во добра конотација се споменува технологијата. Дали ова ви е важно и колку да речеме за напредок, одмерување во вашата лична динамика, вие не сте веќе на ниеден начин обврзан во врска со трудовите, ви е поважно да бидете на конференции, на семинари, на разноразни панели на кои се среќавате, на задржување на важните регионални врски, бидејќи во делот на општествените хуманистички науки некако делиме исти приказни, како се да речеме дури и во правната наука, кој што прави и како регулира, отколку дека се пласираме некаде со импакт фактор, што е тоа што ние ким го раскажеме. А тоа останува невидливо како квалитет во законот. Апсолутно. Оно што утврдивме со колегите, барем на нашиот Институт за политички науки, е дека ние комплетно сме се исклучиле, бркајќи ги сите овие критериуми онакви какви што беа, сакајќи да ги задоволиме што повеќе и што подобро, сме се исклучиме комплетно од регионалната слика. Не одиме на хрватските политолошки средби, не одиме на црногорските политолошки средби, одиме повремено на Сабор политиколога во Белград и така натаму, а да не кажам дека и таа динамика на проекти кои подразбираат не само регионот, туку и југоисточна Европа, потоа тука често град Болоња се јавуваат како и универзитети заинтересирани за оваа проблематика во нашава сфера, ја забаталуваме. Тука е UCL и така натаму. Сме соработувале на проекти, и на Horizon проекти, и на Jean Monnet проекти, со сите овие нашето присуство било драгоцено и само една работа да ви кажам, сите мои трудови и наши трудови генерално на луѓето со кои соработувам, и во Web of Science, кои ги имаме, и во Scopus, кои ги имаме, и пред министерката да ни каже дека се важни, произлегле од тие соработки. Не е битно да бидат многу, битно е да бидат квалитетни, битно е да бидат плод на нешто каде што сме видливи. Ако нема такви проекти, вие не можете професор од Македонија да видите да биде, не знам, во Лондон, да биде во Париз, да биде некаде каде што ќе биде видлив и каде што ќе биде забележан. Дали во главата ви прави, се чуе за нас или ќе се чуе нашата приказна? Морам да направам труд, бидејќи тоа е услов за мојот академски статус, и сакам да учествувам во ова и да одбирам во кој тим, затоа што тоа за мене ќе има добро наследство, добри комуникацијски врски, ќе ви отвори простор можеби за пласман, за други проекти. И тоа е важниот дел на вмрежувањето. Да не одземам премногу време, не сакам да морам.
Во тоа е целата работа. Сакам да сакам, ама не сакам да морам. Во тоа е разликата меѓу труд напишан под притисок, за да задоволи некакви механички критериуми, труд кој има вистинска вредност и кој веројатно е многу подобар него овој првиот. Апсолутно се согласувам со вас, но не знам како ќе го разберат ова гледачите, односно колку ќе го прифатат. Само мал поинаков аспект на сето ова. Сите знаеме, ние сме култура, една нација, која што со морам лесно се справува. Кога имате нелогично и неприменливо мора, па ние сме махери за снаоѓање како тоа да го заобиколиме. Апсолутно. 2010-11 исто нели имаше вакви обиди. Немете сега 3 емисии ќе ни требаат за да разговараме тука какви се комбинации и шеми се правеа за да се задоволат тие услови, а суштината на тоа беше нула. Беше празно. Така што, ова што го вели професорот, доста веќе не третирате како некој кои што сме, не знам, злоупотребувачи на јавни пари и на позиции. Буквално. Па добро, но ние сме луѓе кои што сакаме да ја работиме оваа работа. Затоа сме се определиле, сум имала многу повеќе можности да одам на други полесни, помалку одговорни работи, да заработувам повеќе пари. Сакам ова да го работам. И кога сме биле бедно платени, сакам да работам со студенти. Ма кој зборува за задоволството на студентот? Никој Добро, не зборува. немаме уште многу време, еве намерно го дистанцирам професор Марковиќ. Кај вас доаѓаат оние кои во себе мислат дека имаат звезда, дека ќе живеат на големата важна сцена, дека ќе создадат нешто што ќе го потпише нивното име, а од година во година PISA-тестовите покажуваат дека ресурсот од кој се доаѓа на вратата на високото образование се полош и полош. Технологиите, истражувањата покажуваат, имаат сериозно влијание во однос на нивната концентрација, нивниот интерес за тоа што претходно било важно, слушаат и гледаат буквално во некакви точни измерени секунди на начин на кој што функционира нивниот TikTok. И тоа реално се обкружување на проблеми кои се сигурно далеко од дефиницијата на министерката, ги живееме последиците од Рената Десковска и незиниот закон од 2018 година, туку безмалку се што станува начин на живот и тоа што се случува во претходните фази на образованието, буквално ја трга формулата или го оштетува материјалот од кој реално може да се создаде тој сон поради кој тие доаѓаат на високообразовните установи. И тука е клучна улогата на наставникот. Верувајте ми, го прашавте колегата, дали повеќе ужива да работи за тоа што сака трудови или за тоа што мора. А ако ме прашате мене, уживам во работата со студентите, токму поради овие ограничувања кои што вие ги кажувате. Ние сме за тие луѓе драгоцени. Значи, се бавиме со правопис, се бавиме со базични знаења, со нив се обидуваме да им отвориме. Базични знаења од хуманистичкото образование во најширока смисла, затоа што е неопходно за еден уметник. Ги негуваме како личности и им ги отвораме хоризонтите за да можат они да ги пополнат сите дупки, а истовремено да го градат патот на образованието на нашиот факултет. И нема поголема радост која ќе слушнам од прва година си викаме првачиња, кога ќе ви каже студент: леле колку сум среќен што сум тука. Знаев дека ќе ми биде убаво, ама ова е многу повеќе од колку што јас мислев. Кога ќе им го видите сјајот во очи, они слушаат нешто што во животот никој не го спомнал, не знаат дека постои како такво. И тоа е нашата улога. Сега, рековте имаме малку време, јас би сакала, ако готови може, сме веќе. не само да критикуваме туку, да кажеме како би можело ова дискусија околу квалитетот да се реши. Повторно имаме уште еден закон за квалитет во високото образование. Немаме време. Се што треба е Министерството да овозможи рамка за Агенција за квалитет која што ќе биде впишана како редовна членка во ЕКАР, во регистарот за агенции за квалитет. И сите тековни проблеми, најголем дел ќе се реша, зашто таа ќе работи под стандарди и критериуми на Европската асоциација за агенции за квалитет. А ниеден од нашите политичари не се откажува од шепата врз Агенцијата за квалитет. И пак ќе се вртиме во круг.
Благодарам што вечера бевте мои гости. Од тоа што можем да препознам во некаква динамика, ќе заврши следната недела можноста за коментирање на ЕНЕР и давање забелешки. Владата ќе ги прифати или не дел од нив, ќе го потврди предлог законот на седница на влада, ќе го врати во собрание и веројатно таму ќе има одлука за уште една јавна расправа во рамките на процедурата на носењето на законот. Дополнувам дека него ќе му биде потребен и бадентер за изгласување во собранието и потполно не ги разбирам оние кои што сега се крстат дека не мора ни волку многу да зборуваме за темата, оти на крајот успехот или пресудата ќе ја даде партијата која во своји раце го има бадентер. Тоа е малку неодговорно да се кладите на инструментите на гласање, а да го подцените целиот овој важен пакет кој што значи како всушност и што сака да каже овој закон. Благодарам што не следевте, останете на Телма телевизија. Пријатно.